Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани кавадарчани, користам прилика првиот ден по завршувањето на локалните избори, по влезот во битката за освојување на локалната власт преку вториот изборен круг, да се заблагодарам до нашите сограѓани, до цело Кавадарци, до сите оние кои што вчера достоинствено го искористија празникот на демократијата во Република Македонија и кои што се определија за промени. Сосема е јасно, после 11 години Македонија гласаше слободно, на фер и коректни локални избори, преку кои што јасно се стави до знаење волјата и желбата на мнозинството на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија, а тоа е да направат промена на политиката која што до сега се водеше на низ локалните самоуправи, и мислам дека тој тренд кој што е неоспорлив, кој што е многу очигледен и јасен во Република Македонија, ќе го финишираме и ќе го крунисаме и со победа во вториот изборен круг за градоначалник во Кавадарци. Сосема е јасно и мојата концепција и она што ќе го правиме следните 14 дена ќе оди во таа насока, заедно со владата, заедно со поддршка од премиерот Заев, да се обидиме да реализираме дополнителни напори, да ги убедиме сите оние наши сограѓани кои што во првиот изборен круг не го остварија своето гласачко право, и да им кажеме на граѓаните дека трендот во Република Македонија, кој што почна секаде низ Македонија со промена на локалната самоуправа, треба да продолжи да заврши и тука во Кавадарци, и јас сум убеден дека во тоа ќе успееме. Горд сум и на бројот на гласовите кои што ги добивме вчера на локалните избори, но и на коректната кампања која што ја водевме изминативе 20 дена. Во изјавата вчера за медиумите кажав дека ми е од особена жал тоа што кандидатот на ВМРО-ДПМН не прифати телевизиско соочување во претходните 20 дена изборна кампања. Користам прилика и сега на првиот ден од кампањата да го повикам да направиме неколку телевизиски соочувања, бидејќи тие се дел од она што значи демократски спектар во секое политичко милје. Телевизиската дебата е од клучно значење за да се видат разликите концепцијски и од нашата програма до нивната програма, но и да се видат квалитетите на кандидатите. Значи, уште еднаш упатувам апел, повик до кандидатот на ВМРО-ДПМН да се искористи приликата во следниот период од 14 дена изборна кампања да влезиме во неколку телевизиски соочувања, дали на локалните, регионалните медиуми или на националните телевизии, за да граѓаните можат поубедливо да го кажат своето мислење на завршното гласање кој што треба да следува по 14 дена. Во исто време, резултатите од кои што веќе ги имаме и кои што се уште неофицијални, но ќе станат официјални во следниот период, покажуваат на тоа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија првпат после повеќе години, после повеќе изборни циклуси, оствари мнозинство и во Советот на општина Кавадарци, така да би рекол, тој позитивен тренд кој што и на советничката листа го имавме, треба да биде заокружен на крајот и со избор на градоначалник од редовите на СДСМ, и мислам дека само на тој начин ќе може да оствариме една квалитетна, би рекол, соработка и со целиот состав на Совет, но и во насока на тоа да имаме, би рекол, покомотна позиција во делот на носењето на одлуките на таа релација градоначалник Совет на општина.